Добро утро и од мене. Морам да ви го честитам пред се денешниот празник, Бадник, кој што е една добра најава за утрешниот Божик. Верувам дека овие два празнични дена и тоа како ќе ги поминете во она топла и пред се празнична домашна атмосфера, бидејќи како велат, кај да си пред Бадник и Божик дома да си. Иако денеска времињата малку се променија, но најважно е да бидете со оние кои што најмногу ви значат и секако меѓу останатото да следите сител доколку сте дома, бидејќи ние имаме програма во живо и верувам ќе го задржиме вашето внимание. Денеска навистина ми е многу драго што на еден ваков убав празник имаме една многу креативна девојка која што повеќе од 10 години работи накит, рачно изработен накит, и тоа е една од оние посериозни, би можел да кажам, успешни креативни приказни во Македонија, бидејќи да обстоите повеќе од 10 години на тема накит во наплив на сите оние комерцијални брендови кои што буквално доаѓаат од сите страни, па и во последно време со сите оние онлайн можности за нарачка, тоа е навистина голем успех. Марија Таировска или Marcy's Handmade, незиниот домашен локален бренд, ние денеска во студиото. Марија, добро утро и добро ми дојде. Добро те најдов и баш ми е мило и се радувам секој пат кога сум кај тебе на гости. Мора да споменеме дека твоето прво интервју за креативната работа ти беше кај мене, меѓутоа тоа беше пред многу баш одамна, да. години одамна. Во меѓувреме ти се ребрендираше, но како и да е остана доследна на твојот стил и на она што го правиш. Бидејќи е Бадник, се сеќаваш ли кога беше дете? Одеш ли на Коледа? Тоа морам прво да те прашам. Апсолутно, и баш многу се радувавме и со нетрпение го чекавме тој ден да дојде, нели, се собереме со другарчињата, да одеме по врати, па после си броиме кој колку парички собрал. Баш беше убаво искуство. А после тоа кога почна парички да не даваат, нели? После престанавме да одеме. Денеска времињата се сменија. Јас са бајле барем додека не излегов од дома, не слушнав нели Коледари, меѓутоа ете со стамбените живеалишта, нели со кодови и така натаму, но верувам дека има дечиња кои што се уште тоа го практикуваат. Денес нема да пееме Коледа, денеска сме пораснати, меѓутоа верувам дека овој празник те поврзува за убави нешто, за дома, за такви моменти. Што прават креативците на празници? Можеш ли да мируваш? Ние одмараме. Мислам дека после Нова година и цел тој хаос што се случува, нели, со нарачки, изголемана продажба, учество на базари, дека баш овој период сега го користиме за одмарање, за полнење на батерии и во глава веќе, нели, потсвесно се спремаме за 8 март. Така си е, тоа се оние два празници кои што креативците и тоа како многу им се важни. Масовно се работи, посебно, да. Верувам дека 8 март, па кај тебе, со гледам тоа дека станува збор за накита, сите ние знаеме колку девојките и жените тоа навистина го обожаваат. Верувам дека ќе започнат спремањата уште од сега. Како започна твојата приказна и како успеа да обстанеш сите овие 10 години на тема накит со оглед на, нели, сите работи кои што од страна некако многу лесно влегува на македонскиот пазар? Знаеш како, почнав многу случајно, никогаш ова не ме беше желба, идеја, ниту во најлуд сон не сум размислувала дека ќе се занимавам со изработка и дизајнирање на накит. Почна, значи, многу спонтано, платформата Pinterest, која што до ден денес активно ја користам, најдов на пар обетки во кои што се заљубев. Обетките не можев да ги најдам никаде и по хаштазите открив од кои материјали се направени. И почнав, нели, да се истражувам, најдов дека тој материјал, односно полимерната глина, се продава и кај нас. Потоа најдов човек кој што веќе години, значи, уназад се занимава со изработка на накит од полимерна глина. Ми одржа обука, значи да ме запознае со техниките, начинот на работа со полимерната глина. И уствари така почнав јас да дизајнирам накит. Се заљубив во материјалот на прва и, значи, тоа е единствената константа која што ми е несмената, значи, од пред 10 години, како што почнав да го работам тоа, па се до ден денес, иако, нели, се надоградувам. Почнав да користам епоксидна смола, одев на обуки за керамика, за изработка на накит од месинг, меѓутоа она што ме врзува најмногу кон работата е токму полимерната глина. Некако тоа е мојот материјал е дефинитивно тој, никогаш не би го сменила за ништо. Тука сум најкреативна, сум најслободна, сум најсвоја. Мислам дека материјалот го имам усовршено до перфекција, затоа што, нели, повеќе од 10 години работам со истиот.
Интересно. Тоа значи дека не ти издосадило во меѓувреме буквално? Воопшто. Да. Вака кога ќе се навратиш наназад, ти се верува колку многу работи си поминала, какви све препреки си надминала, какви креативни процеси во кои што можеби си немала идеја или храброст да одиш понатаму, ама продолжуваш. На што си горда ако си направиш една мала анализа на како Марија стана Марсис Хендмејд? Знаеш како, многу сум горда што си го најдов мојот уметнички стил и правец. Мислам дека тоа е најкруцијално за секој артист, значи да има еден производ по кој што ќе биде препознатлив. Например, кај мене тоа е масовен накид, чаран накид, голем накид, значи сакам авангарден накид и мислам дека тоа е тоа по кој што луѓето ме препознаваат. Такви си луѓето кои што го носат, значи мојот накид малку се похрабри, се постилски, не се плашат да експериментираат, да бидат забележани. И ако нешто можам да извојам, тоа е токму тоа, масовноста, гласниот минимализам, боите, и што конечно се пронајдов, значи во тоа што го правам, затоа што не е секогаш лесно. На почеток сакаш да експериментираш, се инспирираш од Pinterest или многу страници, нешто менуваш минимално. Се сакаш да пробаш. Се сакаш да пробаш, да, и се губиш во тој цел процес. Меѓутоа како што праѓаат годините, гледаш што најмногу ти лежи, што најмногу се продава, што никој друг не го прави, значи едно нели од поентите е да останеш оригинален и автентичен. А од друга страна, наметнувањето на нешто ново кај нас секој знае да биде еден голем предизвик, што лично мислам дека не многу луѓе се доволно спремни да го направат. Дали кога почна со она шаренило, со масовност на накидот, како што велиш, имаш малку така доза на резерва, како ова ќе поминува кај луѓето, бидејќи е нешто сосема ново, нели? Нешто поразлично од она што може да го купат во локалните продавници. Знаеш како се менува свеста на луѓето? Значи, ретроспективно гледано, од пред 10 години, па се, значи, до денеска, многу е смената свеста на луѓето за накидот како моден додаток, значи, похрабри се луѓето, повеќе поддржуваат хендмейд, значи им се менува и стилот, значи личниот стил на облекување. Тука нели за тоа многу помага Инстаграмот. Постојат инфлуенсери нели кои што се занимаваат фул тајм со тоа, има работа да изгледаат убаво и поинаку од обичниот регуларен граѓанин. Значи и таргет групата нормално се зголемува. Ако порано, значи комерцијалната замисла за накид беше да е нешто ситно, минимално, неприметливо, денес луѓето се многу похрабри. Не е како што било некогаш. Не. Да. Тоа значи дека се движиме и ние многу брзо со трендовите, веројатно социјалните мрежи си го прават придонесуваат за тоа, да. Да, ама кога почнуваш имаше само Facebook, мислам тоа време. Да, точно. И тоа беше сосема друга публика. Апсолутно. На некој начин, обично повозрастните беа нели на таа мрежа. Што остана препознатливо, освен она што велиш шаренилото и големината на накидот, во целите овие години, бидејќи те познавам и лично и долго време се знаеме, и да, буквално имаш прогреси и различен стил, меѓутоа, ако го видиш, знаеш дека е од Марија. Тоа ми е најбитното. Нели, тоа е поентата, некој да те препознава, без на картичката да пишува Марс или некој кој ќе носи обетки, нели ги праша дали ти се од Марс и обетките. Исто остана тоа што се уште од ден денес работам персонализирани нарачки, кои што истовремено ми се и најтешкиот дел од работата, меѓутоа и најпредизвикувачки ми се. Најчесто се случува нели одредена клиентка да ми прати фотографии од стајлингот кој што планира да го носи на некој ивент, свадба, прослава или роден ден. И според тоа ја треба да издизајнирам накид. И многу ме убаво кога ми даваат креативна слобода, меѓутоа тоа се еден мал процент значи на мои клиентки кои што ми верува, да, затоа што јас секогаш велам дека накидот треба да го надополнува, не да го засенува изгледот, затоа нели имаме консултација каков накид преферира, дали сака бои, дали не сака. И според тоа, значи, успевам да издизајнирам парчиња на кои што сум особено горда, затоа што се едни се уникат и повторно, нели, да сакам, не може да ги повторам истите. Така, ќе те прашам, ми текнува нешто за Тамара Тодерска со концертот, меѓутоа претходно само она полимерна глина која што ја спомена, нели, дека ја имаш усовршено буквално
до совршенство. Кога започна твојот стил наликуваше на афро, поп, арт, значи многу шаренило, ги имаше тие девојки со накид, буквално нели од африканската култура. Зошто баш со тој момент почна, или тоа е она шаренило кое што од старт те инспирирало? Како импресија од прочитана книга Белата Масај. Толку бев воодушевен од книгата. И уствари јас преку накидот пробав нели да си го сублимирам цело тоа искуство во едно парче накид и така почнав да ги изработувам африканките. Мислам дека многу долго се задржав на нив, некои 4-5 години активно изработував на африканки во форма на ланче, на алки, тоа онако огромни масивни алки, да. Да, точно, меѓутоа моето размислување и стилот тогаш ме биле на сосема друго ниво и фреквенција. Сега значи повеќе сум минимализам, ама гласен минимализам, значи може да е едноставно и големо, а пак да задржува внимание и да е едноставно. Да, тоа, чекај вака сега да прикажам, може. Ова е дел од новогодишната колекција. Ова е брош, нели? Да. Ова е брош, ова е онаа масивност која што велиш дека секогаш ја задржуваш, а при тоа истовремено е нели е шарено, но е едноставно. И веројатно тука е една голема вештина, но и искуство позади себе за сето тоа да го доловиш. Сега ќе го видим, ова се осетив како лото. Ова не е лото, ова е креацијата на Марси и еве ги оние масивни обетки кои што велиш дека нели се задржуваш да доминираат, меѓутоа да не го засенат буквално стилот. Знам дека персонализираните нарачки навистина се предизвик, меѓутоа се најтешкиот момент, бидејќи пред се тука се многу преписки со луѓето, многу очекувања од нив како сето тоа треба да изгледа и така натаму. Важна е слободата која што ти ја даваат, меѓутоа дали понекогаш па таа слобода те ограничува во смисла дали да претеруваш во наводници кажано, целосно да бидеш ти, или сепак гледаш да го прилагодиш според профилот на луѓето, бидејќи веројатно психологијата треба многу добро да ти работи во овој креативен процес, кога работиш лично со луѓе. Да, апсолутно, нели секогаш се трудиме да се запознаеме со психолошкиот профил на личноста. Мала анализа. Да, мала анализа да направиш, да видиш до каде оди храброста, дали сака, колку сака бои, дали носи накид кој што е помасовен, дали не носи, дали, например, одбираме фокална точка која што сакаме да ја нагласиме, нели? Не може да направиме и обетки, ланче, и брош, и прстени, се да има, туку за сето се договараме. Малку е тежок процесот, затоа што се одвива виртуелно, значи не секогаш се разбираме најдобро, се праќаат слики, дали оваа нијанса, многу е тешко преку слика ти да доловиш боја на чевлете и да направиш идентично таква боја на глината. Меѓутоа на крај тие клиентки, нели, кои што ми се обраќаат за персонализирани парчиња накид, се многу храбри, се многу екстремни, се авангардни и до сега не ми се случило наискрено нешто што имам изработено, ми биде вратено да се коригира или да не им се допадне. Се надам дека така и ќе остане. Така е, веројатно тоа е затоа што тие те проценуваат и може да знаат нели што би очекувале, меѓутоа да, искуството со клиентите верувам дека секојдневно нели се зголемува. Имало ли анегдоти, еве? Може би непријатни ситуации, нешто што, не знам, па или е забавно, не мора да биде непријатно сега да не одиме од таа страна, нешто што вака секогаш како искуство ќе ти стои. Знаеш како, откако го отворив доќанчето, станав многу повеќе свесна како треба да се работи со луѓе, како треба да се гради односот. Значи, најчесто ти кога комуницираш, значи виртуелно, можеш да осетиш, да речем, одредена иронија или став кој не ти се допаѓа, меѓутоа во живо е многу покомплицирано. Значи ми се случило и во дуќанче да дојдат луѓе кои што на прва, значи, реагираат не е убаво за накидот, туку едноставно не се тие луѓе мојата таргет група. Значи, и тоа одма го препознаваш. Одма го препознаваш, буквално од вратот, од изгледот, од стилот, што бараат, знаеш дека ти истото тоа не можеш да им го понудиш и тоа е тоа. Да. Ама битно љубопитноста мора да работи и да поминат. Интересно. Каде наоѓаш инспирација, ако може така да кажам, бидејќи ова не е нешто што нели треба да биде само за Нова година и за 8 март, кога се има продавница, односно кога се живее од тоа што се работи, без разлика што ова е креатива, сепак е работа и е личен мал бизнес, нели? И постојано мора да бидеш иновативен.
Има ли моменти кога не ти се прави накид, кога нема инспирација, а мора да има нешто ново? Знаеш како во тие моменти, значи нормално се случува, сите имаме креативни блокови. Не ти се работи секојдневно, особено ако ова го работиш 12 месеци во годината постојано, ти снемува креативност, затоа што таа не е константна. Ниту пак секогаш квалитетот на креативноста е ист. А тогаш, значи, ги реплицирам парчињата кои што веќе ги имам направено. Полесно ми е механички да ги правам и нели да правам некоја одредена залеха од истите модели. А најчесто ме инспирира облека. Луѓе на улица кои што рандом ги среќавам, па ми се ќе ме падна во очи некоја интересна комбинација на бои, некој интересен дизајн. Исто така и, не знам, емоциите. Многу ми влијаат во процесот на изработка на накид и точно, мислам, луѓе кои што ме знаат и приватно може да проценат во кој момент парчето кој што го имам изработено сум била среќна или тажна, или депресивна, или збуната. Значи, многу се отсликува емоцијата на накидот кој што го работам. Откако ќе биде да завршен накидот, ти си ги препознаваш некако тие емоции, знаеш дека имаш кон некои парчиња можеби доза на резерва затоа што знаеш дека си ги направила во еден може таков. Меѓутоа мора да се работи. Значи постојано мора да се работи, нели ние што имаме продавнички кои што сме регистрирани како за нечие, ова го правиме како што кажа 12 месеци, значи во годината секој ден, секојдневно работиш и мораш и да се трудиш и да си креативен постојано и да се прилагодуваш на пазарот. Еве на пример јас откако го отворив дуканчето, ми се случи буквално не секој, меѓутоа секој втор што ќе дојде да бара по минимален накид, помал накид. Тоа воопшто не соодветствува со мојата замисла за накидот, меѓутоа мораш да се прилагодуваш. Да, тоа сега да прашам. Дали одиш целосно на себе си, нема мрдање од тоа, или сепак се прилагодуваш на нешто, нели како викаат клиентите го бара? Не, кога живееш од тоа мораш да се прилагодуваш. Значи во слободно време правам накид кој што мене ми дава најголема лична сатисфакција, тоа е масовен накид и тој гледам прилики да го пласирам на пример на базари во Белград. Таму тоа проаѓа одлично. Различна ли ни е публиката и вкусот? Апсолутно не е различна публиката. Многу похрабри се таму жените, меѓутоа тоа го врзувам и со еден друг фактор. Они имаат ноќен живот, социјален живот, имаат културен живот, додека кај нас, нажалост, тоа е малку замрано. Значи носењето на накид и купувањето нели директно зависи од приликите, местата кои што треба да го носиш. Ако подлабоко размислуваш, значи доаѓаме до уствари до заклучок дека луѓето бараат по минимален накид кој што ќе го носат на работа, ќе го носат на кафе, ќе го носат на пијачка и тоа е тоа. Бидејќи тоа е она што секој ден има можност да го прават. Точно, да. Ова е интересна анализа, од друга страна малку е тажно, но верувам дека ќе се пенуваат работите, дека ќе имаме што повеќе настани каде што нели ќе може да се носат луѓето на начин кој што ќе сметат, а тоа нема да бидат 2-3 ивенти во текот на целата година. Кој символ некако најмногу тебе те опишува? Која символика, онака момент во целиот овој накид секогаш го користиш буквално? Знаеш како, имам бои кои што ми се омилени, кои што ги користам, символ немам, меѓутоа ако можам да кажам нешто по кое што сум најпрепознатлива последните години, се токму овие форми. На некој му личат на капки, на некој на сози, на некој на риби, мене тоа ми е Аурора колекција. Значи ми е можеби најдраго од се што имам направено и изработено до сега. Еве, ако може да кажам нешто по кое што сум препознатлива и кое што гледам да го вметнам во најголемиот дел од мојот накид, тоа се тие форми. Добро, јас ќе покажам сега дел од колекцијата Аурора, кога веќе зборуваме за истото, ова се тие капки, солзи. Дури да и на мојот брош гем, само се во нели малце во поголемо, помасовно издание. Тоа е интересно. Да, тоа го правев за Fashion Week. И ова беше првенствена обетка, две обетки, значи јас сум метрични, многу големи, меѓутоа овој накид кој што се носи нели на модна писта на Fashion Week. И не верував дека после тоа ќе има некој доволно храбар што ќе ги носи како обетки, решив да ги преименам во брошави. Ете тука е таа креативност нели која што секогаш и практичност. Секогаш гледаме нештото нели да е носливо, да има и практична употреба. Иако секој накид значи представува нели мало уметничко дело, мало нослива уметност, меѓутоа не сите имаат храброст.
Колку е важно сама на себе да бидеш бренд амбасадор, ако може така да кажам, односно твоите парчиња кои што ги правиш, ти најдобро знаеш и да ги носиш, бидејќи нели тоа си буквално ти. Колку е важно пред луѓето целиот тој накид да го имаш и ти? Па знаеш како, битно и не е битно. Кога имаш дуќан е битно, меѓутоа кога продаваш онлайн, например на многу профили, еве па и на мојот ќе го земам за пример, не секогаш тебе ти се гледа лицето, значи луѓето не знаат кој стои позади тој профил. Обично доминира накитот. Накитот доминира, меѓутоа сега откако имам дуќан можам да кажам дека се гради некоја поперсонална врска помеѓу купувачите и мене, нели може да се консултираат, да ме видат мене на мене, да видат како стои накитот, па и да го пробаат, додека Инстаграмот продава слика, убава фотографија, нели? Најчесто се врзуваат за фотографијата. Што се промени од како отвори и физички простор за продажба? Јас сум многу повредна. Да, стварно? Да. Тоа е многу, не знам, многу чуден феномен. Претходно нели работев од дома и исклучиво работев навечер. Значи тогаш бев најкреативна, искрено денски не сум не помислувала да седнам и да правам накид. Сега откако го отворив дуќанот, кога имаш работно време, од до, ми беше многу тешко да се прилагодам, дека јас во време кое што е невообичаено за мене, треба да седнам облечена, значи не во комотна облека, не пижами, точно, и да седнам да правам накид. Так. И никако не можев да го пројдам тој момент. И така се тапка во место некое време, секам можеби ова не е за мене. Као можеби јас само треба да продавам тука, не е да работам, меѓутоа за среќа таа фаза пројде. И сега кога имаш дуќан, значи многу е битно да ти е полн, луѓето да имаат избор. И уствари на тој начин станав многу повредна. Почнав значи да произведувам поголема количина на накид, да сум покреативна, да правам работи кои што значи се поекстремни, а за истите има и купувачи. Затоа што многу е поинаку кога продаваш онлайн, особено накид, многу е тешко, луѓето немаат представа која е реалната димензија, дали е носливо, дали е тешко, дали ќе им одговара со одредена комбинација, додека нели во дуќанче може да дојде да си го проба, со неа да си биде облеката, па да спореди на лице место дали боите се компатибилни, дали значи крајниот изглед изгледа така како што го замислила. Доби ли нова публика од како имаш продавница? Да. Да, добив, на моја голема радост добив и тоа баш така како што си замислов, тоа се случајни минувачи кои од љубопитност ќе се качат, ќе дојдат, ќе видат, ќе пробаат, комши, значи тоа шарено нешто, има нешто ново, различно. Да, има на пример една одредена група која што се уште се нарачува онлайн, кои што не се во можност да дојдат, не им одговара моето работно време или се совпаѓа со нивното, меѓутоа тоа се луѓе кои што ме знаат, кои што со години нарачуваат од мене, така да немаат потреба го пробаат накидот. Јас мислам дека тие луѓе и да ти нарачаат нешто без да ти пратат слика, едноставно ќе ги погодиш бидејќи нели. Да, се познаваме веќе. Добро се познавате, имате таа релација. Се промени ли нешто откако еве Тему и останатите од тој профил на онлайн продавници за многу ефтини пари, кога имаш многу различни опции, влегоа на пазарот, се промени ли продажбата? Има ли реакции на луѓе? Бидејќи едно со друго нема допирна точка, ова е сепак креативен процес за различни изработки и така натаму, тоа е масовно индустриско производство. Меѓутоа, ако ги споредиме цените, нели, се нереални. Тие цени кај нас не постојат едноставно и веројатно за тоа и народот толку многу нарачува. Си имала ли интересни искуства околу оваа тема? Дебати, дилеми, забелешки, коментари од клиентите? Да, сум имала забелешки, мислам дека не само јас, туку сите артизани, не само значи во областа на накидот, туку е вие тоа што го правите, нели, керамика, порцелан и во сите други области, да, влијае. Меѓутоа не до степен значи страшно да влијае на нашата работа и на нашата продажба, пострашното е што тие пазарни супститути ги користат, ги набавуваат одредени луѓе кои што истите производи ги представуваат како хендмейд. Значи тоа воопшто не е лојално, не е коректно и на крајот од денот нели тоа е измама. Хендмейд да седнеш нештото да си го направиш со раце, а не да го препродаваш. И сега како обичен човек многу е тешко ти да направиш дистинкција што е хендмейд, а што не е хендмейд. А и ова другото се води како и се рекламира како хендмейд. Значи мал милион такви случаи има, барем денеска е лесно, нели, преку социјалните мрежи се продава. Ти најчесто значи немаш увид што ќе ти стигне, дали ќе ти стигне. И сега ти ако купуваш нешто најчесто за подарок, нормално ќе гледаш поевтината варијанта.
сето убаво доаѓа спакувано, има супер маркетинг затоа што не се троши на материјали, тебе ти стига готов производ. Додека ние, не само јас, туку секој артизан, значи од едно парче суровина, материјал прави конечен финален производ. Тука следува пакување, тука следува достава, комуникација со клиенти, е многу покомплицирано и никогаш не може, значи, да се спуштиме до тие цени, затоа што тоа би било прво и деградација, значи, на трудот. Апсолутно. На секој за нечие. Апсолутно. Дури ако споредиме сето на што е како рачна изработка кај нас, цената е многу ниска, нели доколку се ставиме на листата со барем околните земји, ако ништо друго. Меѓутоа верувам дека ќе се менува и тој дел, како што велиш и сама, свесноста за рачната изработка расте и се повеќе се цени. Многу луѓе кога ќе видат нешто што е успешно, ја знам дека и ти инспирираш многу луѓе да започнат со накид и така натаму, меѓутоа интересен е моментот што секој мисли дека тоа е туку така едноставно и дека утре правиш нешто што ќе наликува на Марсис Хендмейд и сето тоа ќе стане глобално да се продава. Какво ти е искуството и мислењето на ова тема? Има ли луѓе кои што се трудат да те копираат? Не само мене. Тоа се најчесто луѓе, значи, кои што си имаат примерна професија, си имаат работа, си имаат работа, да. Иначе ова го прават од хоби. Иначе не само јас, многу луѓе не копираат. И во ред да се инспирираш од некој. Значи сите сме го правеле тоа, точно. Меѓутоа имам наидено буквално на идентични, значи мои модели. Сега нормално постојат некои финеси, јас 10 години го работам ова, меѓутоа идејата е 100% ископирана. Меѓутоа исто како и ти, исто и како јас, исто како и сите, знаеш, затвараме очи пред тие работи затоа што мислам дека секој мора и нужно е да си го најде својот уметнички израз и правец. Не можеш од еден да ископираш од нешто, од друг трето, и што правиме кога ќе ти дојде персонализирана нарачка? Како ќе го изработиш тоа нешто? Така да мислам дека секогаш на крај квалитетот и оригиналноста и автентичноста се тие што ти помагаат да растеш, да се развиваш. Најчесто тие профили, не знам, работат по една сезона, најчесто тоа е пред празници и пред Нова година и пред 8 март и потоа со брзина на светлината се затвараат. Значи, затоа што тогаш е најсигурно за работувачката. Сезонска берба, да, сезонска, баш така, да. Од приликата така се вика. Веројатно некогаш си се нервирала, сега предпоставам дека не имаш време да ги правиш тие анализи, но од друга страна, ако правиме муавет за конкуренција здрава, тоа е и тоа како добре дојдено. Апсолутно. Веројатно нели на сите не носи чекор понапред, нели, за да бидеш по иновативен. И покрај тоа што има толку многу занетчи и креативци кај нас, сметаш ли дека имаме доволно конкуренција или не? Знаеш колку здрава и убава конкуренција. Здрава и убава конкуренција имаме дури ние, значи што сме занетчиска комора, значи пошто нели повеќето се дружиме. Дури кога ќе идеме на профил кој што прави фантастични изработки, знаеме да го споделиме, да го пофалиме, нели да го саследиш, да го лајкнеш, да му пишеш убава порака, затоа што ние имаме фантастични артизани кои што не може да дојдат никако до израз. Имаме, значи, со оглед на тоа еве дека и во Белград и во Нови Сад имам учествувано на базаре, таму повеќе си иде на бизнис, значи помасовно производство, помалку потреба на раце, повеќе на машини. Ние буквално еве во нашава држава за најчиите мислам дека уште стојат до незанетчески момент. И сме фантастични. Значи сите до еден, еве буквално да се земе за пример еден базар. Значи а тоа буквално кога ќе пројдеш не знаеш кој од кој е подобар. Значи фантастични ракотворци имаме. Истовремено има и креативци кои што летуваат од страна, нели? Меѓутоа тоа сепак организаторите. Меѓутоа се препознаваат одредени, значи одредени луѓе доаѓаат заради одредени брендови, веќе си имаат изградено публика, однос со луѓето доаѓаат наменски да купат од некој од нив, да, не на запознаваат прв пат. Го има ли тоа сватено организаторите на тие базари? Па, мислам дека не. Искрено мислам дека не. Ова е добра тема, треба да точно повеќе некој од да организација и креативци да направиме на убава дебата околу темава, баш би било добра. Апсолутно, секој сака здрава конкуренција и секој сака убави учесници на базар, нели нормално. Не е поентата на еден да му се дадат крила, на другиот да му се пресачат, така да. Апсолутно. Секој има можност нели да си ја проба својата среќа и да го уновчи својот труд, ако може така да се каже. Меѓутоа верувам дека
бизнис е малку потежок збор. Сепак ова е нешто што се работи затоа што се прави од љубов, тоа е првенствено, а секако дека финансискиот фидбек е задолжителен, бидејќи на крајот од денот од тоа живееш. Да. Мислиш дека и тоа ги издвојува реалните занечии креативци од останатите и дека народот препознава кога некој прави нешто со љубов и некој прави наменски само за тоа да го продаде? Апсолутно се препознава, затоа што се трудиш за секој сегмент, значи од изработка до достава, значи пазиш на секој детал, значи дали има картичка на која што е твоето лого, какво ќе биде пакувањето, преку која карго компанија ќе се врши доставата. Значи многу повеќе се трудиш ако ова ти е нели фултајм работа, сакаш печатокот од нарачка до достава да биде безпрекорен, затоа што ти е битно и утре да се врати истиот клиент. А тоа е најтешко. Тоа е најтешко, да. Тоа е најголем предизвик, некој пак да биде кај тебе. Меѓутоа, за тоа нели ние тука постоиме, еви ние што имаме продавници и луѓето кои што се регистрирани за нечие нема. Ти секогаш имаш каде да се обратиш ако не ти се допаѓа производот, ако треба да се коригира, ако треба да се поправи. Имаш реален човек и реална комуникација и знаеш каде да се обратиш. Не е некој заскриен профил каде што ти што не знаеш кој ти праќа, што ти праќа, дали ќе ти стигне, што ќе ти стигне, што плаќаш. Така да мислам дека таа дистинкција многу надвои. Така. А Марија, колку е важно за инспирација, за сето ова да функционира, да имаш оддишка, да имаш нешто што секогаш ќе те трга настрана од креативниот процес или до толку си навлезена што постојано се гледаш низ призмата на накитот? Знаеш како, најчесто тоа е околу Нова година и 8 март, значи после тие два празници многу одмор не треба полнење на батерија, затоа што тогаш буквално по 18-20 часа на ден работиш и не треба оддишка. Затоа си имам 2 кутриња со кои што се релаксирам и гледам сега сите овие денови да ги пројдам во хоризонтала, со филмови, со Netflix, секој идеја што ќе ме дојде ја запишувам. Нели за подосна кога ќе се вратам во дуќан да можам да реализирам. Се дадов еден, поголем период како би се одморила, тоа не значи дека јас буквално ќе одмарам секој ден. Ќе одам во дуќанче ќе работам, меѓутоа ќе работам за да направам количина, за да има некој накет во дуќан. И во време кога ти одговара нели не официјално. Точно, да, не од до. Да. Така, супер. Многу ти благодарам за денешното гостување. Навистина ми беше драго и многу сакам кога вакви креативни луѓе имам во емисија и споделуваме делото на што тие го прават. Ти посакувам успешна година. Се што сакаш да си реализираш, сте многу шаренило и масовен накид, она што навистина те прави препознатлива како Марсис Хендмейд. Ти благодарам и на тебе што ме покани, секогаш ми е многу интересно и опуштено кога сум кај тебе во емисија. И морам да кажам, од првото интервју пред многу години до сега ти имаш таков прогрес и си одличен соговорник. Фала ти, баш ми значи. Ете така.